Здравейчки, ево сме во уште едно видео од овој нов серијал за HTML и CSS и во ова видео повторно како во претходното ќе се задржиме малку во овој head делот и ќе позборуваме малку повеќе за овие метатагови. Како што видовме во претходното видео, значи во овој head делот овдека може да подесиме некои мета информации за нашиот вебсайт. Па така веќе подесивме, значи, за чарсетот, каков вид на енкодирање за текстот на нашиот вебсайт ќе користиме, во овој случај UTF-8. За ова ќе позборуваме малку подоцна. Ставивме тайтл на нашиот документ, што ни беше насловот во самиот таб. Чекај, стартувам само страницата. Стоп. Старт. Значи тоа не беше овој дел овде, името на табот. Ајде да додадеме уште неколку мета тагови. Да додадеме мета description, ова е за опис на нашиот вебсайт. Some description of our website. Тука може да додадете повеќе информации. Испишав водницата, сори. Сканете добро, тук сме. Some other description of our website 2 нека биде и така натаму. Практично тоа би било, да одим на Google и тоа е овој текст што се појавува од search engine-от овдека. Значи ова е description на нашиот вебсайт. Добро. Рековме освен мета информациите за нашиот вебсайт, тука може да линкуваме и некои други работи за нашиот вебсайт, така може да ја додадеме ова fav иконичка на нашиот таб, ова планета што имаме тука или за Google што имаме Google. Дефолтната ни е како што гледате таа црно-бела планета и да пишеме линк. Океј. Rel, во Rel ќе ставиме во овој случај икон. Ајде да симнеме некоја иконка, значи може да користите овој вебсайт icons.com. Видиме смајли што ќе ни најде. Ќе симнеме ова. Ка биде ико формат. И се симнува. Сега може да ја повлечеме тука. Смајли икон, окей. И во href тука, ref, коса црта и ова икона, да видим дали има нешто по-бркано и како што гледате еве ни го нашето смајли тука. Сега да спомнеме малку за овој метатаг тука, не за овој, туку за овој тука, viewport. Значи овој метатаг се однесува на изгледот и скалирањето на нашиот вебсайт на мобилни уреди. Значи ова е нешто поврзано со responsive дизајн. Значи велиме името на овој метатаг или оваа мета информација се однесува на viewport и во контент велиме дека width, односно ширината на нашата веб страница ќе биде иста ширина што е на нашиот уред и initial scale велиме дека ќе биде 1. Мислам на ватриско видов мало објаснување за ова. Viewport метатаг. Да, тука може да прочитате малку повеќе, но ајде да го репродуцираме истото ова. Ќе одиме во нашиот вебсайт, да ја додадеме уште малку лоре. Random текст, нека стои тука вака. И да додадеме некоја слика во нашиот проект. Ајде, нека биде ово со Wally. И овдека ќе речеме img. img. Океј, срца, коса црта, нека не ни види, значи ова Wally
picture и ќе подесиме width 400 и height 400. Да видиме нашата веб страница, еве тука, еве како ни изгледа. Ајде да погледаме нашата веб страница на мобилен уред. Океј, и како што гледате на мобилен уред, значи текстот ни е собран, значи во ширината на нашиот вебсайт, како што гледате немаме да скроламе лево и десно, туку ни е се туку наместено. Ајде да како исто ќе изгледа доколку го избришеме овој. Ќе го избришеме и како што гледате се ни е многу погрбо. Сега треба да скроламе за да го видиме целиот текст и така натаму. Кога ќе го вратиме такот, како што гледаме многу поубаво ни е намален текстот, сликата ни како што треба, така натаму. Доколку сакате, значи малку повеќе да знаете околу ова, значи одете тука и разгледате што пишува. Значи овој вебсайт WordPress многу не го препорачуваат, меѓутоа за почетници не е лош. Ова видео е сега 6 минути. Мислам дека би било доволно и ќе продолжиме во некое наредно видео. Поздрав!